Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Оно што го нудат ДПМН и нивната кандидатка за председател, Гордана Силјановска, е враќање назад во изолација и мрачно минато. Овие денови граѓаните може да видат дека ДПМН ги врати на сцена насилниците од 27. април и тоа токму на промоцијата на Силјановска. Нема никаква промена во ДПМН. Оваа партија не може да понуди ништо добро. Давкова во Македонското собрание ги спроведуваше политиките на ДПМН за блокада и кочење на економските мерки, но и на европскиот пат на државата. Застанува директно против договорот од Преспа и на преговарачката рамка за влез во Европската Унија. Гледаме и незини фотографии со негаторот на македонскиот јазик, идентитет и култура Андреј Ковачев. Силјановска на сликата гордо стои до Ковачев, кој не негира како народ. Граѓаните затоа очекуваат одговори од Силјановска. Почитувани, во ДПМН нема никаква промена. Тоа истата партија која едно зборува, друго прави, која дава лажни ветувања кои никогаш не ги остварува. Единствено што нудат ДПМН и Силјановска е да се откажеме од иднината, од надежда, да се изолираме и да се збогуваме со секоја вистинска и суштинска промена за подобро утре. ДПМН не може да донесат никаква промена, ниту нешто добро за Македонија, за македонскиот народ. Може само да им наштетат на националните интереси и на европскиот пат. Само со Пендаровски е остварлива единствената реална надеж за светла македонска иднина, членство во Европската Унија. Затоа и на предстојните избори граѓаните ќе дадат силна поддршка за Пендаровски, со што ќе кажат не за изолација и да за Европа. Ви благодарам.